Добре дојавте во седмата епизода на Edge of the Box. Тука сме со Кире, малце сме закаснети, пред време, после време, дупли кола, тродупли кола, ќе збориме за 13-то, за 14-то, за 15-то коло. Yes. Даваме се од себе да не касниме, ама пак пробуваме да сватиме ние како свет треба да иде течно. Простете ни, ќе гледаме да не се случува волку често, ова midweek колово нема многу да го опфатиме, ќе збориме за утакмиците од вчера, што се изиграа веќе, и овие што се у моментов у оптек. Среда сме. Кире, нека ви објасни, јас толку од мене. Снимаме за време трајање на утакмици, така да го фаќаме у среда цело коло. Како што збориме и до моментов, така да збориме за прошло коло, ќе опфатиме од вчера што се случи. Так. Денеска има некои скоро завршени утакмици, така ќе опфатиме и нив. Утре игра Манчестер, нека се живи и здрави. Утре игра Манчестер, ќе фатиме наредно коло, на крај фантази ќе дзирнеме класика. Вајде нема епизода да трае 4 сати. Ќе видиме, да. Епа, тогаш, Може да Ацко, почнеме, да. do it! Ајде да видиме Седма епизода Edge of the Box, let's go! ситуацијата од прошло коло. 13 од викендов. Пуцај, Кико. Од кај да почнеме? Сити Лиц. Многу интересна утакмица. Интересна утакмица, Да. добри голови. Фоден, какво голче Се врати зашива. царот. Мене Фоден ми е, нели имавме дебатата како беше? Палмер, Палмер, Сака, Фоден, Сака, с да. Фоден. Мене искрено, од стално ми беше Фоден. Тебе ти беше прв, да. И лани беше лош, годинава почна Тивко, Арно мислам дека правим Фоден из бек и сега ми е Фоден, па Сака, Немај вака. па Палмер. Ај гаси епизода. Зборим и за Лиц. Добро се вратија. Може Па, Белја да Лиц е направат. добри. Тоа го прашува Мареска инаку, што ќе правиш против Лиц, пошто они у принцип направија промена од прво у второ полувреме у формација. Да. Сменија формација и им се вратија на Сити, нормално не направија пресвр целосен, ама беа блиску. Испадна дека направиат добра работа и баш Енцо Мареска вика му ги пратев сите утакмици на тренеров. Прв пат игра ваква постава, вика не знам, вие кажете ми што да правам. Со Лиц и сега примија гол Челси први. Да, Челси моментов Така го да- видел Лиц. И тоа многу интересен корнер, Да. како шут со глава е удри Биол, браво. Yes, така да има потенцијал у тимов, не знам што да кажам. Да, ама читав дека е Томас Фалке е под многу притисок и дека оваа утакмица со Челси може да му е последна на клупата на Лиц, што ја искрено не се согласувам Па ја не со се тоа. согласувам, брат. Да, ама е под притисок. И читав и малце ме збуни, мислам не се у добра позиција, они се 18-19 на Да, не табела. втора позиција, ама знаеш и брат дека некад вакви, не знам сега каков ownership имаат, ама не гледаат они многу дали он е добар тренер, а и Да, они лош сакаат тимот, резултат. Да. сакаат резултат. Мене ми се свија тој тренер, Интересни се и Лиц комплетно како екипа ми се интересни се, допаѓа. да. Имаат некои освежувања, му глобала екипава ја држат. Нешто ми е многу криво за Лиц. И тоа дамна, брат. Патрик Бамфорд му прошло време уопште не ни игра. Да. Памтиш каква легенда Да, беше, да. фантази легенд Патрик Бамфорд. беше, брат. На Фоден беше страшен голот, истрча од крај до крај на 16-терат, Гвардиол рипна у прав момент, Сити си победи. На Гвардиола не му завршија тука нервозите, ама тоа ќе го збориме после. Да. Сандерленд Бормут што утакмица беше. Ја ова не ја гледав. Раскажи ми ти. Брат, Сандерленд се браво Сандерленд, не знам што да кажам, значи Бормут се дефинитивно у криза, многу се паднати у лига. 14 се веќе. А беа или втори, изборевме Бормут колку Да. се страшни. Семењо го нема нигде 7 кола. Ти изборам ништо не Ништо не повратено. прави, ништо не прави. Ми врати Девкон 2 поени. Ете, тоа е топ. Сандерленд ја вратија, Джака е Джака, можеби е најдобар потпис летово у премиер лига. Можно е да е, да. Јас Можно тој е кол да го не оѓе правам. потпис, брат. Апсолутно. И тоа дали знаеш неговата причина за потписот? Ајде. Сакал да дојде у Сандерленд за да пати, за да знае кога ќе биде тренер у полош тим, како е Ма, да немој. како е да се извадиш од таков момент. И он доаѓа и се игра Лига И шампиони. не пати, брат. Се заебал. Браво, не, Джака Кинг. Сандерленд преокрет. Бормут отворија супер. Утакмицата
се смени у еден момент, црвени картони се случија се што требаше да се случи за да биде интересно утакмицата. Не знам што да кажам околу Бормут. Јас ги сакам, Арно, ама се катастрофа. Задниве 6 утакмици немаат стигна ништо. она што го зборевме на почеток дека и они како слично на Брентфорд, ама Брентфорд се држат уште. Им се размонтира тимот, брат. Цела одбрана ја изгубија. Да, сега го сеќаат. Можно да ги фаќа веќе тоа, да. Примаат голови од кои стигнат. Тренерот им е ист, така да тука не би требало да има многу промени, ама да. Примаат голови, не се у форма некоја. Се не се доби црвен? Да. Не, се неси, усреди да, се неси доби црвен. Да. Пробам да се сетам. И тоа ќе ми да Чекај, проблем. бе. Онда не беше само со 5 жут. Не е битно, ќе го Видов дека на фантези ми е да, црвен, суспендиране, да, прашувам, суспендиране. Па може да беа 2 жут, не се сеќам. Ете, гледате од Кашава 58 утакмици ќе треба да коментираме денес. Ньюкасл Евертон за мене беше страшно, односно Евертон Ньюкасл. Твојата прогноза беше 1-1, мојата беше 0-0. Еве тоа го памтам. 4. Ньюкасл распалија батал. Да. У прво Тоа- беше покој. Абе на Волтемаде голчено. Мене Волтемаде ми е многу кога вака како прогресира со оноа смешен играч ми. Јак. Ме Као многу робот симпатичен. игра и си ја пукна вака горе. Многу е добар. Многу е добар за Ньюкасл таман. Дури ако размислам, точно сличен фудбал игра како Исак, тоа што го бара Ньюкасл од Исак го прави Волтемаде, само што овој што Не е е толку тако подвижен. не е толку епа тромавоста Да, ме тромав, ме да. прави ми го прави симпатичен Волтемаде. Евертон ова коло потврлија, ама затоа сега изигра, вчера изигра Да, супер изигра утакмица, тоа ќе го коментираме. Тотенхем. Тоттенхем ја кога го гледав ова, знаеш која мисла ми дое брат? Добар тим се, ама се толку на средина, онака мид добар тим, што сите други што играат против нив го покажуваат најдоброто против нив. Ова беше Юнајтед задни неколку години, Томас Франк е под страшен И тоа како притисок. кикс направи на Вилсон голот. Брат, секој утакмица. Страшен гол, али кикс. Пратен гол стеше така брат. Па и нели зборевме со Арсенал дека све по средина им дава голови. А вака Да. кога ќе видиш на папир и сите истото мислење го имаат у фудбалскиот свет, Кути, Ромеро и Ван Девен не се слаби штопери. Дансон Да. не е слаб штопер. Ги имаат Педро Поро, имаат се што треба за таа одбрана на папир да биде добра, али примаат гол од кој стигна. И Томас Франк е под голем ризик да се изгуби Да, работата. Да. За ова, мислам, многу вака ми скачаат мислење на некој пандиц по YouTube, по TikTok. Еден вика интересен тейк, никогаш во Премиер Лига не се случува Добро. тим да земе тренер од Премиер Лига и да освои лига. И да ме поставува прашање зашто тогаш што дека на пример брка тренер од Премиер Лига. Дека тоа искуство што го Аха, бараат во те Премиер сваќам. Лига никогаш не се покажало како такво. Значи прашањето е не зашто сакаат да го не зашто го земале, туку зашто сакаат да го избркаат. Не, зашто бараат тренер од Премиер Лига. Така. Прва работа мене беше многу Дека тоа нејасно. искуство никад се нема претворено во титула. А нели Ова е Тоттенхем, многу луд податок. Тоттенхем го избрка после Когул за да брка титула. Да. Ова ме Да. збуни со Луд податок. податок. Каков тривија од Кире и од Качено. Да. Вау. Да збориме сега за најгата утакмица. Ја кажав Фала си. 1-2. Абе, сега како што идат за такмица, верат многу голови имаш овако. Да, многу добри Значи, голови имаш. Вилсон, имаш Фоден, не го спомнавме, ама Дюсбери Холди се даде добар гол. Игор Тиаго. Тиаго, Што беше? Зиркзе Не, и Дрюсбери Маунт Хол да- даде гол против Юнајтед добар или не, ова коло не даде и тука Дрюсбери. даде гол. Така? Да, и тука даде гол. Лелеј. Не, да бе онде, на бари му поништија, мислам дека така, Да, па даде Дюсбери Хол. така, точно, Да. точно. Кристал Палас Юнајтед, ја на смеење реков 1-2, затоа што изгубија од Евертон, ама така и се деси. Не знам дали ја гледаше. Нешто видов, ги видов голите на Зиркзе и на И на Маунт и видов дека прво полувреме Палас има многу шанси. многу шанси има. Сакам да раскажам, да збориме на една тема. И ќе ја отворам затоа што мене ме потресе. Ова правило го прочитав на почеток на сезона, и ова е ново правило и сега ќе ти раскажам што се дешава. Ама правилото е најлошото правило у историја на фудбал. Лени Јоро нешто испадавичи, го сопнува Матета. го видов. Да, Изгледаше паѓа пенал. буфи, онака. Не е ни тоа битно, го дава пеналот. Матета иде да шутира пенал, така? Као што прави ранин, шутира топката, си ја мава едната од другата нога, као Алварес лани и као Митровиќ пред неколку години, влага у гол. Он го поништува голот.
и пеналот се преновува. Што е правилото? Ако ти удриш друга нога да шутираш пенал и го дадеш, си го преновуваш. А ако го утнеш и ако нели си ја удриш ногата, тоа е само индиректен фри кик. Ја не разбирам што е ова правило. Не, стварно ова е на официјалниот сајт на Премиер Лига го пишува. Ако го даеш голот, значи ако направиш грешка и го даеш, ти простуваме. А ако го утнеш, тоа е тоа. Жалам случај. Ке си гуднал како и да е. Не ми Да, е нема нормално. поента. И ја гледам го поништуваат голот, бев у кафана со моите, са бајлечки ги изнесов у 1 сат за да ја гледам утакмицата. И ја збеснав, му го поништуваат пеналот, готово, нема веќе ја примат гол, гледам пак шутира пенал. И после кога ми текна, си викам, од глупи правила на фудбал, не сум коментирал никогаш, ама ова е најглупото правило у фудбал. Апсолутно, еве може да се пише у коментари што мислите вие за тоа, мене ич не ми се свиѓа. Нема поента, нема никаква поента, нема. Ама United, као United, Easy win. easy win. Give me the dub. Али- Не. Си измачија Бруно Фернандес. Бруно Зиркзе е Фернандес. многу добар гол да е, брат. Одлично, ама се е машта на португалец. Да. Ептен ги Па и на направи. Маунт му е да е вака, ама Маунт ја смести А Маунт, bend it like Beckham. многу ми беше добар голот на Маунт, поготоа што мислам дека не беше договорено. Дека не затоа беше што договорен. Маунт беше збунет. Изненаден Току беше, го, да. what? И Источи одма ја, му да. текна. Топ. Да. Ептен ми се направи кеф. Пресреќен сум, Юнајтед си ги тепа у гости Кристал Палас, што според мене е многу тешка утакмица. Тешка е, брат. Те Палас колку изненадија, брат, сезонава. Јака екипа се. И Има тепа Ливерпул. све тепа, бе, брат, Кристал Палас Челси откачен. игра X. Така да, браво. Јас сум многу среќен за тоа. Вулфс рековме малку поише голови дека треба паѓаат. Ништо, да. Ништо. Спец. Вулфс знаеш дека беа доста јаки. Мислам статистички беа тука. Па наис, браво. Ама Али Два Вила поена. се качуваат, така да, браво за Вила. сега ги видовме 2-0 губеа 2-2. 2-2 прават, да. Може да падне уште некој гол. Ќе видим. Така да ние дока ќе знаеме е 2-2. Форест Брайтон Не ја гледав. 0-2. Ја не ја гледав, али Брайтон си фаќаат некоја формичка. Јакуб Там- Мите. Тук там зема неколку добри резултати, така да може да ја рипнеме. Идеме на Весхем Ливерпул. браво Ливерпул, тепа утакмица. Прв гол Исак, Да, Agent 00100. Сала е на клупа и таа Сала е на утакмица клупа. и сега со Сандерленд. Ја ваја да биваат. И тоа го зборев со еден фан на Ливерпул. Време беше, не пошто Сала е лош играч, на секој тим му треба ротација. Брат. Да, дечкото нема Време 5 е. години мрднато од прва постава. Не Ма какви можеш, 5? не постои играч што може толку време да седи без да биде дропнат. Може би Мбапе само моментов и Халанд. Мада и Халанд бил дропнат. Поготово Да, играше Алварес, точно, Да. точно. Добија црвен Вестхем, тоа не менјаше многу од целата прича. Вестхем се сепак многу лоши годинава. Они мрднаа малце, нели ги зборевме 2-3 утакмици, Да. некоја победија, некоја нерешено. Ама фала Богу Ливерпул ете и го погодивме и ја погодивме и прогнозата за нив. Не беа вау. Не- Ја победија утакмицата. Да. Конечно. Кој знае колку им лекнало и на Да, би навијачи. головите им беа голови, ама не нешто преизградени моменти. Ај ќе ги видиме. Исак ја смести. Гакпо ме Гакпо ме беше почести. беше боље гол, али браво за Ливерпул. Конечно, да. А Конечно Ирлија, тепа утакмицата на колот, утакмицата на колот. драма Да не ми каже, брат, некој, у камера. да не ми каже некој дека Тимбер е болji од Рис Джеймс, брат. Уау, кај дојдовме со овој муабет, бе, брат, чекај, Да не стој. ми каже брат, играч на утакмицата. Морам да го Чекај, ја спомнам. не знаев дека ова се Старт, дешава. брат. Тимбер го Ти споредуваат не со знаеш Деклан таа Рајс, дебата, со брат. Рис Джеймс. Дечко на пола Combined 11 видеа на интернетов, Тимбер е над Джеймс, брат. Океј. Ево, ја ќе застанам одбрана на Челси сега. Ова е ретардирано. Стоп. После Како е ова така? искочи Арсенал фан да кажат да управо бевте. I'm sorry, I wasn't familiar with the game. Да, али Рис Джеймс ја реши текма 1-1, не треба да се слави нормално, али со црвен картон од прво полувреме. Кај се да откача. Која беше 17-та минута, не знам која беше, 27-ма. Рано Така беше нешто многу. беше. Зимаат црвен и играат идентично. Не, супер беа Напаѓаат, Челси. пресинг. Рис Джеймс играше за два играчи. Се утепа од трчање. У дебатата кој е бољи од Кајседо и Рајс, Джеймс тепаше на крај. У средина изигра маестрално. Брат. Рајс беше исто одличен, да не се... Добар беше и Рајс, да.
Утакмица имаше се. Али да. Колку се тепа, Фаули, брат. колку се тепа, тензија, закачки, макачки, Да. Енцо Фернандес со сите Со сите закачна. на Мадуеке му се дере. Леле, стварно се. Го излупа на земја и му се дере. Да, заедно. Ојте. Многу јака утакмица беше. Предобра Не беше јака од фудбалски аспект да кажеш вау какви пасови, какви Да, бе, голови. тензија. Барклис. Тензија. Барклис беше. Да. Што ќе кажеш за Кајседо, мене тој црвен не ме врега затоа што знам дека се бори за топка. Многу прави такви Ама такви многу е стартови. лут. Црвен картон чист. Вака со отворен крампон Да, директ. чист црвен, сите го викаат тоа и Мареска го кажа. Имаше ситуација со Тотенхем кај што Тотенхем не добие црвен за иста работа против Челси. Тоа само е нејасно. Инаку дека е црвен е несомнено, брат. Им дававте гол од корнер. И им дававме гол први со црвен картон од корнер, да. Така да ја мислам дека Фер. 1-1 е, ама е победа за Челси. И пораз е за Арсенал, у нивни очи. Кога ќе ги земеш Мислам, Арсенал фактите фанови од рекоа, утакмицата, брат. задоволни сме со 1-1 затоа што е Стенфорд Бридж и затоа што се Челси реално може до моментов втора екипа у Премиер лига, ама Да. за тоа може после. У форма може би се втори, да? Не знаеме дали се општо втори, али игра боле со 11 играчи Да. и игра рамноправно со 10 играчи. Многу ме збуни тоа. Ја баш коментиравме, у принцип до полувреме беше мојот сега ќе ги утепаат, второ ќе ги утепаат, ама као што почна второ, уште не беше паднат голот, рано падна. Си направивме мојот, Челси се топ. Да, бе, брат, они и у прво после црвениот ни психички не падна. Одма напаѓа следен напад. Брат. Да. Играа цело време напред, така да Имаше една ситуација, не можам да се сетам се у која минута беше. Баш го коментиравме тоа. Немаше ти чист фудбал у тој момент. Немаше никој да гради игра, и немаше темпо, туку само идеше топка напред, назад, напред, Да, назад. Мене тоа не ми беше јасно зашто Арсенал никад не го прекина, затоа што знаат дека играат со играч помалце. Фала Богу дека на Челси им одговара таков тип на игра. И ја во еден момент си реков, Челси ќе добие изгледа утакмицава. И тоа ќе беше многу па има откачено. поише шанси. Да. Вака не, статистички Арсенал секако има повеќе шанси затоа што пак играат со играч Мислам повеќе. дека шута има поише Челси. Има- На посети на XG беа боле Арсенал. Да. За укупно шутење не знам. Ама утакмица на коло, браво и за двете екипи, 1-1 многу поштен резултат. Да. Се Мислам, извинуваме за Рис Джеймс. Не сакав победа, брат, Джими се. Кажи си. Али малку ме разочарува резултатот, пошто ако е 1-1 со 10 играчи, Што би било со 11. игра многу добро со 11, поготоа кога е Кајседо, брат, не е некој Истото го зборам. не е некој рандом играч. Баш ми е жал, али ете покажавме дека Арсенал не се непобедливи, брат. Па да, ама и не може да изгубат уште. И не може да изгубат. Тоа е работата. Табелата не се смени многу после ова Да, коло. ние паднавме на трето. Юнайтед рипна. Сити се качија, Юнайтед рипна, може би Ливерпул се рипнати. Ама многу интересно е што од второ до многу доле, не знам ни кој е 13-то место, се само 7 бода разлика и Но Премиер лига нема е простор за драма. кикс. Никој не сме да киксне. Брат, Челси се у форма. Губат една, паѓа. Да бе 10. Готово. У принцип видов дека се најслабите ти се, нели, Wolves закопани доле, Барнли и Лидс штета затоа што се ново промовирани екипи и Вест Хем. Значи Да. они имаат од 2 до 11-12 поени, сега во моментов сигурно е веќе смената табелата, ама неважно. И после скокот е на Фулам и веќе они имаат 19 поени. И од 19 Yes. до 24 ти е разлика помеѓу 16 и 3. И мене тоа ми е Лудо. одлично. Фантастична е лига, брат. 13 Изненадување коло, стегна, да. 13 коло беше топ. Го завршивме. Сега што правиме? Па да видиме 14. Тоа што се игра у моментов? Да. Така му доаѓа. Може и да е тука лайф. Да, бе, Да, лайф. Вила. Вила пресвртете го направиле. Ај отвори го Ацко Вила да видиме дали Воткинс хетрик да е после толку падавичење. Горе ти, ето, ајде. Да видиме тука. Воткинс, не, кој Онана. е? Онана. Ништо толку, враќај назад. Ете ги Вила се вака трети на табела. Да. Ги зборев дека немаат дајано гол у првите 5 утакмици, види ги Мангу. Али се враќа, да. И тоа 2-0 беше ова. Така 2-0 беше. 2-0 водеа Брайтон, тачно. Предобро. Друго ништо се нема сменето од кога сме седнати да се снимаме. Палас дале гол. Муњоз, тоа го видовме. Тоа го видовме преска. Па да, тоа е тоа. Мерино да е гол за Арсенал, тоа го видовме. Wolves Nottingham не очекував ништо друго од Челси ова. примија од корнер и Да. Ливерпул игра 0-0 се уште.
Ај на брзинка за вчерашниот. Бормут Евертон не ја гледав. Джек Грилиш ја реши. Джеки? Джаки, ја дај. Let's go. Јас сум Серкен Тарковски. Ми враќа Секој Три коло те кола. части, да. Ти го видов, Тарковски Да, можеби ти е најверен играч од го немам тимот. воден од прво коло. Браво, одличен Да. пик. И Девкон, и Клиншит Девкон, кој ќе земе цело време, бонус и да, лапа, да. топ. Бормут се лоши. Евертон беа многу болji и статистички. Посет, XG, шанси, се. Браво. Евертон се супер екипа. Брат. Некад паѓаат, али јас си ги поштем. Фулам Сити. Што се деси? текма? Што се деси? Не ми се верува. Многу јака. Почни. Шо виде ти, па ја ќе продолжи. Ја видов, брат, можеби најентертейнинг утакмица сезонава. Ау, апсолутно. 9 гола, бато. 9 гола, играње мушки 98 минути. Така, ако не и поише со, Така, со 90. со прво полувреме. Дај, прво имаш продолжетел. продолжетци. 5-1 беше? 5-1 вода. 5-1. Прво, одлични голови Сити. 3-0 вода, па 3-1 направија на крај на полувреме. Фоден. Фулам. Партале голови. Доку, како му падна топката од горе надале. Фоден Врв. многу го оставија сам. Одличен гол, нема збор. Ама мислам дека имаш едно 20 играчи у светов моментов, што ако им оставиш толку време и простор, Можно е, да. ќе не сега и ја претерувам. Арнова многу го оставија. Таков играч не смееш да оставиш на работ на 16-тникот. Така да, 5-1, парање по пара и викаш, тоа е тоа. Овие дава 3 Јак. голчишта. Голчишта. И Воби дава гол за 5-2 и седиме сега со екипа и го гледам и Воби слави. Што Викам, слави, што слави будала, бе, човече? И после сватив. He knew. Како се викаше, не е Чукуемека овој од Челси, туку Чукуезе. Чукуезе. Да. Какви голчини. Љут. И со лева и со десна. Да, ги запука на крај. И на, кој влезе на 5-4 у 98 минута, Што му е тргна од линија? ама кој влезе внатре со топката? Па, И да не Кевин беше, така? да. Што им направи таму, брат? И Орайли ја исчисти од линија. Да. За 5-5. 5-5 ке беше драма утакмица, Сити си ја добија 5-4. Гвардиола го виде? Фантази. Частење се деси. Пофали се. Гвардиола, Што направи Колово? ќе видиме. после. Многу леле, Кире го направи потегот на сезоната. Кире од слаб фантази играч стана FPL експерт. А Гвардиола не го видов, ама го видов после утакмица дека кажа, го прашува што се деси, вика, интересно ми беше. Да, Пошутуваш. му се тресеше душата, брат. Се опушти кога седна на прес. Ньюкасл Тотенхем беше драма, тешка. И брат. ова не ја Ау, гледав што вчера. се дешаваше? Ньюкасл Тотенхем беше бучкуруш невиден. Ньюкасл, Кој ги да, значи не дам ни голови кој дал тука. Ньюкасл беа фул посет. Даваат први гол, Тотенхем изначуваат 1-1, првиот гол го даде Ньюкасл и беше, чекај пред да ми покаже Ацко. Дали беше пак Малик Тиао? Мислам дека беше, не, Гордон Пенал? Не, Гимараеш. Гимараеш па. Гимараеш влага после, на у второ, дава гол. Овие се многу касни голови тука уствари сите, брат. Сите. Ромеро изедначува, прави 2-1 Гордон од пенал. И Ромеро у 93-та минута бато дава макази. А овие ги пративте у група, Ја овие ги видов. полудев, брат. Значи, колку беше добар голот, пушта од корнер топка. Тројца паѓаат у 16-терец. Еден врз друг. Значи, играч на Ньюкасл, Кудус паѓа врз играчов на Ньюкасл и Ромеро е уствари под двајца луѓе. Буквално вака паѓаат врз него. Топкава лета, се одбива у воздух, ондуре под луѓево. Буквално му лежат на тело. Се извлекува некако, почиња да трча према топкава, ама у спротивен правец од гол и у залет ја мава. Тромав шут беше, мислам, споредеше, ама влезе. Абе, полудев, брат, кога го даде голот. Ич не го сакам као лик, затоа што ми е многу безобразен и грубијан и се, али утакмичиште пар екселенс. Браво. Малце ми е жал за Ньюкасл што не ја земале ова, Боле беа многу. али браво за Курти. Кути Курти Ромеро. Курти ако го гледам. За Курти. Чека да не падна гол пред да пројдеме 2-0 Лиц Кико. Леле. Еве ни лайв реакции, ова е 2-0 Лиц, кој го даде голот? Не гледам? Не, Танака. не е ни битно, брат. Леле, шо ми кажа сега?
еве зашо не ќеме да гледаме Midweek Премиер Лига. Да, ние сме малку големи, односно не сме фанови на Midweek Премиер Лига. Утре у 9 играат Манчестер и Вест Хем, таа не ја коментираме затоа што е веќе добиена 3-0, Бруно 2 гола дае и МБУМО, затоа што ги имам на фантази. И Се надевам ја на МБУМО, бет. така, па 2 МБУМО ќе ги дае. Или да некој дропнав, врска немам искрено. Можно е да Јас си го имам, ја МБУМО не го чекам. Тоа е коло 14? Така да вчера интересен ден, Да. поготово ради Сити и се префрламе сега на утакмици што траат. Можеме да ги прокоментираме малку во однос на табела што се деша. Арсенал води, Очекувано. очекувано, Тимбер е на клупа. Тие што го имаме Тимбер али влезе, не? у 44-та. 44-та, да. Ботче од Тимбер. Боча Тимбер лабаво. Вила машини. Вила им ја свртеа на Брайтон. Која минута е? 70. 69-та, да. Така да Тука има фудбал. има фудбал 3-2 свртана утакмица. Верувам дека е интересна, ќе гледаме хайлайтс из ова. Очекував од Кристал Палас поише голови. Со Барнли, да. Барем, мислам, Да. Муњоз сме почасти, топ, ети клиншит да не прими гол од Барнли. Матета е со Юнайтед дае пенал, ама не е упоследни 3-4. Много е Ајде, уште wasteful. еден рил за Матета да правиме. Многу е wasteful, брат. Многу е wasteful. Со Юнайтед утна глупости. Не Морам знам, да имам признам. чувство и тука дека им си има изнаутињано. Можно. А превисоко XG има, брат. И утиња многу зицери. Така да ќе видиме што се деша таму, али добро. Нотингам 3 бода се 3 бода. дадува гол меѓу време, очекувано. Wolves дефинитивно може да ја отпишеме. Ти као беше 3 години поред викаш ки 3 испаднат. години поред викам. Кире ја нека се поводи, треча губат среќа. више, онака. Доставеше од Можам Wolves. да ги гледам. Твој бе? Лиц Челси ова ми е алармантно, ама не дека не ми е очекувано кога видов постава Тосин и Бадиашил, не можам да ги гледам, брат. Ама ети кај седо го нема. Мислам Андри Сантош далеку од лош играч, ама кај седо е кај седо. Кај седо, немаше да игра денеска како и да е. Да го Со одмара? црвениот 100% немаше да игра. Не, спорам да ми е- немаше црвен. Да го има, немаше 2-0 губат со Ама кај немаше седо. да игра. Ама викаш ќе го одмараше Ќе го без одмараше разлика. 100%. После Барса и Арсенал ќе го одмараше фикс. Симптоматично ми е малку што напред не даваат голови, али тоа може да е резултат на лоша одбрана. Брат. Ако нема кој да покрене акција, Абе и замор. Сега почиња тој fixture congestion до март месец. да, пак е ротација на екипа, брат. Игра Сантос, игра Делап што одмараше, Джоа Педро горе дојде, Гитенс. они двајца беа у ротација, Гитенс беше у ротација со така, така да свежа екипа игра, ама позади е крш. Они двајца се многу лоши. Сега у второ, ја ти гарантирам 3 измени имаш уште у почеток на овакво Да, и у најверојатно. 6 влага Цоле. Најверојатно, така да Кол Палмер нека ја врти ко со Юнайтед. И по боку. Боли. Да. Се надам нема да ја губиме, пошто може да паднеме, брат. Многу ако ја изгубиме ова, така да идеме Ливерпул Сандерленд. 0-0, не знаеме како играат. Да, не збориме знаеме. многу, али Не знам што да мислам за Ливерпул. Мислам сега многу е лесно ова низ камерава да се гледа затоа што сум Man United фан, ама не знам што да кажам, искрено. Не ми се ни симпатични за гледање. Искрено не ме интересира многу како играат у моментов, затоа да, што моментов и мене не ме имам занима потрошено многу, околу многу, брат. 300 и нешто минути да ги гледам како не играат задниве неколку утакмици. А Сандерленд ми се па драги ептен. Да, си ги поштуваме тука Сандерленд, така да нека биде што биде, може да мине на фантази, пошто Не, а коло бројки да... Ти викам хаос е 15-то коло треба да го збориме, најава за 15-то. Опа! А? Многу такмици дојдоа, чуеш. Што ти зборам, ја ќе Многу полудам, такмици. брат. Дајде 15 коло. Ау, каков почеток, бато. И тоа ова се игра се одново сабота. Да. Така да, Ацко ќе го отруеме од работа. Леле, какви утакмици има у сабота, Чичо, шо е ова, бе, стој. Вила Арсенал е прва. Саш да маваме ко прошли пат. Да, зашто ќе ми фати пена устава. Да. Ајде интересно да направиме. Вила Арсенал 1-2. 1-0. Дај Боже. Бормут Челси 0-3. 1-4. Не, Бормут се крш.
Евертон Форест. 2-1. 0-0. Сити Сандерленд. Абе види, Сити дава многу голови со Сити. Ама Да. и примаат. Да. Поготово за време. Изиграа 3-2, 5-4, 4-3. Мене ми е тешка ова, брат. Ја ќе ставам 2-2. Дај Боже. Баш би сакал да го видам тоа. Ньюкасл Барли 3-0. Да, истото ќе го кажев и ја, им треба камбек на Ньюкасл. Може Тоттенхем Брентфорд. Томас Франк, Брентфорд. А? Интересно. Тоттенхем се лоши. Не се добри. Не се добри. Не се добри дефинитивно. Ќе видиме дали Брентфорд ќе го направи тоа што викам покажување на најдобрата форма против Спурс. Али ќе ставам нешто многу иксови мислам дека има ова коло, брат. Така ми личи. 1-1. Може 1-1. И јас викам 1-1. Лиц Ливерпул, не мислам дека Лиц може 3 екипи пред да ги изненадат. Не ги тепа Сити, ама изиграа многу добро. 0-2. Ке размислам, од се чекај за Ливерпул секунда. максимум. Не Фер. знам зашо. Брайтон Весхем. Нешто Брайтон ми се засиѓа во задње време, брат. 2 Гледав head to head, овие се страшни со голови. Имаат 4-2, 5-1, 2-3, 4-1 Брайтон. Дај Боже, интересна такмица. Фулам Палас, Фулам се у форма. Која форма бе утакмицата А па? во форма се. Даваат голови, бе. Добро. Видиш ми направи на Сити. А Кристал Палас па се... 5-4 со Сити е у форма, брат. Да, реално. Не се заебавам, ги сакам Фулам, не знам зашо, ама ќе ги давам тука 3-1. Искрено, брат. За Фулам? Да. Јоу! Ова може да биде пак доварил. 1-3. Ајде да Кристал видиме. Палас. И Wolves United нема шо, брат. Не знам, 0-3. Ова ако не е... Let's do it. 5-0 United. 5-0 United. Ова може да биде bashing. Има некоја утакмица што посебно треба да коментираме тука, па реално не нема, баш. нема. Вила и Арсенал, мислам дека тоа што зборев, сега Вила се трети на табела и се информ Да. многу. Најинтересно е вајда, ама нема некоја ривалство тука нешто. Нема некоја забавна такмица од тој аспект. Чекај, Јацко ни дава и лайв табела да видиме. Што се... Вила е страва, брат. Не ми се верува дека се трети. Не е лайв, затоа што... Добро, не е ние лайв, сме е лайв. четврти со пораз, ова ми се свига. Юнайтед со победа доаѓаат до Челси. Да. Тоа ќе биде шоу. Ете што ти прави една лоша текма. Ама еве види го тоа што го зборевме. Скролни Јацко до 5-16, стои тук. Челси со 24. Лиц се со 14, ајде, не мора 14, Бормут со 19, 5 поени имаш од 4 до 14. Да, многу малце е тоа. Premier League is back. Никад не, како рече Давид Нереш, I never left. Го виде? Ти го Не. пратив? Леле, Давид Нереш после утакмица е 20 човекот, не знам дали е под дејство или не е битно. И новинаркава го малтретира, демек, те немаше долго време, конечно голови, не знам шо, како е чувството, и он не одговара ништо и само вика I never left. И тука завршува интервју. Премиер лига не вле. И точно. Секоја година е преака лига, така да следно ни е фантази, Чекај бе, нешто може да направиме ама сега. може да видиме 14-то коло. резултати пак шо. Табелава да ја зирнеме, сега сме преку 1/3 поминати. Ме интересира, Ацко да ми покажеш табела пак. Состојбава како изгледа Европа сега. Кристал Палас, Сандерленд и Брайтон. Јас би обожавал да биде ова И случај. тоа Палас кидат у Лига на шампиони. Чекај, пето не беше, сега автоматски е нешто добија они лани Не премиер е лига. автоматски, ама најверојатно Да е бараш. најверојатно како не, најверојатно го зима премиер лига. Сега е црвено, пошто се уште не се знае,
при крај на сезона ќе се откријат тие поени што ги Пласмани, добиваат. И секоја година најверојатно премиер лига. Мене ми е лудо дека 14-то коло Сандерленд се уште тука. Апсолутно заслужено. Брайтон ја лошо ги зборев, мислам лошо, незаинтересирано ги зборев. И за нив ми е многу кејф. Юнајтед се 9-ти, сањам дека утре ги тепаат Wolves и се качуваат, затоа што јас Юнајтед колку и да се мачат ги сметам годинава за многу посериозна екипа Да. од лани. Реално се. И у принцип то може да продолжиме на други работи. Може, само сакам уште да видам ова коло што се деша. Да нема некоја промена. Ајде да видиме, да, и го напуштаме колова. Четири-2 Вила, Уоткинс, Онана и сега ќе видиме, или не мора. Ама Астон Вила се дефинитивно, ја мислам дека Астон Вила ги победува у сабот Арсенал. Дефинитивно. Дај Боже, бре. Дефинитивно. Дај Боже. Стисни го. Ајде да видиме дали има тука хетица за Уоткинс. Нема. Мален. Дониел Мален. Ништо битно ми скина поени за Мартинез, примија 2 гола и после тоа дадат 4. Тука нешто направил Мети Кеш. Можна? Со некоја асистенција, али ќе видиме тоа после на фантази. Сега тоа правиме? Ајде сега да видиме сега што се дешава на фантази. Ајде, лайв? Односно не, претходно коло пак идеме на лайв. Ајде, Кико. Јас сум прв. Пуци. Океј кола, Со чипоеве не ти да годинава ич. океј кола, трипл кептен имам изиграно што е криминален, ама криминално ми почна и колот. Имав првиот ден ужасно малце бодови, паднав 2 места можеби. И му реков на Горан другар ми, не играм више, брат. Ова го викам 100 пат, ама не играм до крај на живот фантази. И тредента се вратив. Не знам како. Си го вратив моето место у лига. Кудус, И седо дека не Матета. сум паднал, бев окей. Кудус ми врати поени, Тарковски малце, Кеш ми врати, Донарума, иако примија голови, ми врати. Халанд бленк, а као почна Сити, брат. Да, Ја си викам, ќе викаш- си истура, тој ќе дае 3 гола. Ништо. Не, ја нема да ти ги зборам веќе, нит ти посакувам среќа, нит грешка правиш, затоа што јас сум ти изгледа црна Нема, јас мачка. сега тут немам чипови, брат. Немам поведен чип у живот. Матета исто врати, така да испадна солидно кола над просек сум и си го задржав местото. Добро, после што се деси? После тоа, наредно кола, направив една клучна измена, тоа е ова кола, што е Ајде. лайф. Тековно. Тековно коло и го ставив Фоден место Семењ. Ја аплауз ти ја за ова ти давам. Браво. Братот врати 17 поени. Брат. Вчера палам фантази, гледам 65 поена, брат, две У утакмици бонус. се изиграни, брат. У бонус. Значи Тарковски ми има дајано, клиншити, бонуси, Фоден, што да е, 2 гола, Халанд гол и 2 2 асистенции. гола, Девкон, 3 бонуси. Партали, Кудус асистенција, така да мега коло, брат. Сега Матета го имаш што игра, Жоао Педро веројатно ќе игра второ против Лиц, може да те почести, Не, Кеш игра не и- видов. А мислиш ќе остане, да. Да, најверојатно ќе остане Жао Педро, Така мада да- може да влезе и Гју, брат. Така Не, да тоа се сигурно, ама дали ќе даде гол. Значи ти у моментов надевам. имаш 6 и чекај јац колку поени има у моментов? 60. 68. Ајде да видиме, ја реков дали има стотка кај Кире Кола. Не знам, ќе видиме Калафилјори веќе има и клиншит, претпоставувам, пошто уште немаат примен гол Арсенал. Кеш не знам дали има вратена некоја асистенција или Не видовме, да. Ќе видиме, после не е ни битно. Матета нема да е на гол, може и да е изваден до сега. Него Ти го сигурно вадат имаш често, лайв брат. барем сега 75 бода. У најмал случај имаш 75, може да веќе имаш и 80. И останува Калафиори, Жоао Педро да изиграат второ полувреме и Ембеумо да ги утепа утре вести. Дај Боже. Нека им даде 3 гол. Ќе биде насловот на видеото Кире лупна стотка на фантази ако се случи тоа вечер. И кренат сум лайв едно место со тоа што сум на исто бодови со 9. Значи сега си 9-то, беше 11-то пред. Па ме пише дека сум 10-то, али имам исто бода со 9-то. Ќе видиме кој ќе игра боле кола, дали ќе го стигнам, дали ќе останам на 10-то, али добар скок е и веќе се приближувам на кај 9-то, 8-то. Добре, Можем да ги бркаме има. нив у наредни Game Weeks, така да мега задоволен од Фоден, ми го спаси колово. Луд потек.
Браво. За наредно коло имам Истин, пошто уште немам смената ништо бидејќи трае коло, не знаеме што ќе се деси. Али ми личи солидно. Тоа тебе Кеш. ти е озбилна екипа. Кеш ке го вадам. Се не си ќе оставиш? Ми беше, не ке го вадам од екипа, мислам дека кеш. Али Бау, срединава, други шоти, немам еј. зашто да ги вадам. Така да, Кико е Фоден, Ембумо, Кудус. Ендија реално веќе не е добар пик. не е добар, ама немам трансфери, брат. Ама сега имаш само еден, така? Да, со кој игра се не игра со Челси, не можам ни него да го ставам, брат. Ја би ти рекол, мој совет, еден трансфер, Жоао Педро, Игор Тиаго. Крај на муавет, остај си го другото се исто. Ке видиме, може и тоа да се деси. И се мислам да го ставам веќе него околу Тиаго. И се викам, ќе прекине, али не прекинува. Језив. Така да... Исто видов многу интересен податок. 5 гола на него му се од пенал. Да. И 5 пенали се изнудени од исти играч. Што има тактика на изнудување пенали. Брат. Кој Латара? Не, кој Не па? знам кој ги изнудува. Затоа што последниот што падна сега коло, предходно коло, падна Латара. Фрихитов што го играв ја, Арно, ама не знам кој би... Они су напад Шаде, Латара. Не го да гледав кој е, брат. Интересен муавет. Али и стига првата топка 16-ник и се струполува. Тој Артета ќе го купи лето. Да. Многу интересно си ги изнудува пеналите, така да ако продолжат така ќе има голчиња. Топ те екипа около. Јас сум многу изгледа послаб од тебе. Ајде да видиме. Мислам, грешка. Не сум слаб по поглед на поени, затоа што и мене ми се... Брат, ти си втор. Ми се, Така да, јас рипнав ради ова. Лупнав фрихит како што кажав и не го сменив тимот, Арно, ама немам скриншот сега, ќе го пратам, може ќе оставиме ако го најдам, да ти кажам, 65 е супер. И рипнав многу места и сега сум у први 100.000 у свет, значи ептен рипнав. Ама да ти кажам каков беше фрихитот 5 минути пред да го пуштам. Место Муњоз беше Ван Дајк, место Келехер беше Мартинес и место Шаде беше Латара. Шаде, Латара дае 12, Виржил дае 7 и Келехер дае 7. Јак имав равно 90 поени, ако не се правев паметен и ако си ги оставев само тие, и уште пострашно од се е што на клупа имав играч што го сменив за да имам буџет, не се сеќавам кој беше, и тој дае 7 поени. Така да Салах ќе ми влезеше на клупа и ќе ми отидеш шта да имав тркала ке бев точак. Утка Фрихитов у поглед на тоа како беше пред дедлайн. Дали врв. Супер задоволен дека рипнав. Ете прво коло го имам Игор Тиаго и Гакпо и Фоден. Тие лупна добро. Можеше да биде уште подобро, ама не беше. Тоа ми е муабетот. Наредно. Тековново 46-че. Муњоз, слава му. Да, Деклан- Муњоз те вади тука. Ја го извадив, што направив, чека се сетам. Деклан Райс како ми влезе у тим, кој го извадив? Ишмаил Асар го извадив, он као повреден и нема да игра до Авкон. 90%. Го ставив Райс. Семењо Ендија ништо не вратија, други ќе ги видиме. Манчестер момците се крстам во нив. Синоќа имав до промена на цени, седев на телефон до ниедно време. Рипна, Минте и Фоден. И јас сакав да идам минус 4, да го извадам Семењо за Фоден и Ендија за Минте, затоа што немам доволно буџет со еден трансфер. И сега ми рипна и двајцата и најверојатно тоа нема да се случи. Осеќам како да го пропуштам возот за Фоден. Не знам дали да идам минус 4. Сега имам 46, ќе видиме како ќе заврши, и баш упиктим нека отиде Ацко на следна слика за да ти објаснам што зборам. Семењо игра против Челси, после игра против Юнајтед, после игра против не знам кој rough Да, patch. Ендија се игра против Нотингам и исто после тоа му стануваат килави. Си реков ај минус 4 сега. Да влезе Фоден со Сандерленд, да влезе Минте со Вестхем. Арнома последно коло Минте игра со Ливерпул у гости. Овој речи го Фоден имаат пак потешка утакмица. Најверојатно ништо не правам веќе промени у моментов. Мене Ендија ми е само чуден играч и ја го имам, брат. Секој коло го ставам, го немам дропнато ни еднашка ни на клупа, не враќа никогаш, брат. Ќе го извадам со Нотингам и ќе дае 16 поени. И ја тоа истото го мислам, брат. Куду сакав да го извадам, 2 кола го остави, 2 кола ми врати. Така да не знам за Ендија, стварно. Мислам и кога игра добро не враќа.
Еве сега Дюсбери Хол враќа 2 кола поред, а е поевтини од него. Да, 4-9. Така да не знам што ќе се прави таму. Минте е дефинитивно боле пик од Индијана момент. Сигурно. М, Али ќе видиме, брат. -4, освен ако не ти е ради пари, Да. не би идел. Па вчера беше тоа, ама веќе пројде тој воз. Да. Така да некако многу е смешно, затоа што се понашам како да сум кузна каква криза, ја имам 5 кола поред, мислам едно Да, што бе, беше кажи, лошо, да. сега фрихитов ми извади, втору лига све е тоа топ, ама не знам зашо и ми се случувало и прошли сезони. У еден момент у сезоната дур чекам втор wildcard да се активира. Не се задоволен со тимот. Не знаеш колку ме нервира тимот. И ја, брат, мене ме нервираше пред колово. Викам и на Горан му викам, брат, не играм, не ми се свија тимот, брат, не можам да играм свој тим. И даваат 65 3 утакмици, брат. Па тоа е фантази, тоа е убавината на играта, Да. ама Семењо ќе отргнам секако изгледа против Челси, Да, не се го менја, урочам. брат, го вадат луѓе и ти паѓа од цена и тешки утакмици има, не враќа, мислам дека не Фоден го сакам, искрено, ми треба буџет. имаат многу лесна. Евентуално Многу минус утакмици. 4 откачен што можев да направам друг е малку за следно коло, значи ова да не направам ништо, ќе имам 2 трансфери, пак тоа што го зборев Семењо NDI аут и да го извадам Матета. И јас сум се мислел на тоа, искрено ти кажам. Значи Матета Игор Тиаго, Семењо Фил Фоден и NDI Јакуб Минте. Ете, можете да ми помогнете у коментари, да ми кажете дали ова ја што го размислувам уопште паметно, за минус 4 да го направам тој потек. Не знам, у тој дел од сезоната сум. Треба да се размисли. Треба да се размисли. Yes. Дај бе некој хитче да направиме, минус 4 да направиме. Зашо се штедиме толку година? Јас се Многу штедам, предпазливи сме. јас се штедам годинава од минус 4, пошто секоја сезона идам многу минус 4 и на крај кога ќе ги соберам, брат, Едно коло. ми губи неколку позиции може. Јасно. Ја еден минус 4 имам направено сезонава, не Ја знам, мислам дека уште немам ни еден. ти немаш. Не знам дали успешно беше или не. Мислам дека беше, го коментиравме, не е важно. И немам видено до сега, брат, доволно tempting трансфер за да направам. Иначе би направил. Не е дека. Мене Игор Тиаго ми е... Фил Фоден Игор Тиаго моментов ми се тресе снага што ги немам у тим. Мене за Тиаго, брат. Добро, ти Фоден ќе си олапна. Ама Тиаго го имаат сите, враќа секое коло, ја го немам, брат. Вторе, после Халанд, И таму ме јаде многу, ќе видим, може да го земам. Може ова коло да е минус 4, брат. Со кеш на клупа, со кеш со Арсенал што игра. Ајде, ќе правиме минус 4. Ајде да. Значи, правиме или минус насловот ќе биде Виджа и Кире се договорија за минус 4 или Кире лупна стотка на фантази. 4. Договорено? Тоа зависи од ова коло, да. Така. Го завршивме ова? Го завршивме, да. Уф. Што стана друго? Кажи. Остана да видиме уште еднаш ка лајф утакмиците. Може. Што се дешава? Ајде. 4-3. Уоу. Заврши овие. Челси 2-1. Ајде отвара и Челси. Let's go. Дај нека е. Жоао Педро. Него отвори ги само резултат. Горе. Педро. Педро нет. Уф. Влего. Тата прича, ја ти реков дека тој Колку е пикот за фантази. константен, брат. Колку Добар. е константен. Свака му чест. А кој ти е асистент? Па пишува ли? Джейми Гитенс, Гитенс. али Мети Кеш е асистент. Доби нешто поенчиња од кеш? Имам 4, имам 6 од Калафилјори. Колку имаш во моментов? Моментално сум на 78 и треба да игра МБУ. Добро е. Ќе стигне стотка, МБУ му има 19. Ја гледав веќе таа утакмица. Супер. Муавето беше Така топ. да, добра кола, да. EA Sports. It's in the game. Играме FIFA, Втора утакмица. втора утакмица. Првата која тепаше ти. Беда беше првата, да. Беда, Едвај. ја тепаше ти. Сменивме тимови, играме Наполи со Рома. Преуава утакмица. Прево такмица, да. Калчо романтик. Калчо да фатиме. Збориме само за Премиер Лига, барем да изиграме малце нешто друго. Така да стартаме. Ајмо! Како почна прошлото, дој земи ми ја топка. Дојđi. Па давај си. Мора малце стац да кренеме. Абе, кај таму бе, долет ја дава. Шефски, мевски.
Шефски, мејавски. Оп, дебели. Ајде, дебел. Дур сме тука, кажи ми, сега каков ти е ставот за Ромелу Лукаку? Немам некој мислење веќе пошто не игра или се врати. Се врати. Го немам за приметено што приема, јас си го стакам брат стално. Него Челси го линчува. Мене не ми сметаше нешто многу брат. Али претпоставам дека тоа доаѓа од кор фанови од Лондон. Мене ми е побитно да дава голови брат. А Многу беше пари многу, исправа со него. а беше многу добар од Челси кога се врати. Реален му е. Првата утакмица даде 2 гола против Арсенал, ако добро се Да. сеќавам. Така беше? Па не знам дали беше прва, ама дае 2 гола со Арсенал. Е, тука можеше боље. Така да јас си го поштуем. Ама, има ама. Не, си го поштуем. Тоа е тоа. Жал ми е што не го поштуваат, брат. Многу му збори устата, иначе добар Да, играч. да. Ај. Оп. Ајде, Мектоминеј. Не, тоа е Лоботка. Каде бе, ти со така. Ти на мене. И дај да не биде 1-0 оваа утакмица. Сега гледаш 0-0. Абе, Рома се пуше први во Италија? Какви први беше збориш глупост? Први бе. Сега се први Милан, втори се Наполе. Ево го Давид Нереш бе го спомнавме. Ајде да видиме што ќе направи тука. Уф, ама Голманов ти го разработи. Бе. Ама иде. Леле Ел Шарауи е у Рома преако. Не знам дали уште оваа ние 25-ка. Ацко ме караше дека вети 26-ка за следно играње. Не се деси. Каде бе? Трчни уште малце тоа. Оп. Не! Многу пимплање требаше. Брат, пред камера која играме сме многу тврди, бе, брат, обично 5-4 ни завршуваат утакмици. Да, брат, знаеш зашо? Пошто не можеш да го направиш сериозниот мув. Да Да се навалиш во телевизорот, брат. Ата нас не ни дава да се мрдаме од овие позиции. Не ги осеќаш играчите, брат. Страда FIFA. Ова е кога играм Call of Duty на джојстик. Уф. Клизни, леле, жут. Не, се тргнав, леле белја. Го тргнав цел жив зид. Зашо не кажа порано? Да Многу пуцам. брзаш, брат. Ајде. Те молам подаја побрзо, дебел! Ајде, Замбо. Замбо Агиса. Ајде со глава, дебел. Каде иде топка, брат. Многу сум спор. Абе, дај, леле. Не. Леле. Не е офсайд. Не, е офсайд. Не е офсайд, брат. Рачиња ми се запотија, бато, возбуден. Но ево кога бев мал, брат, кога не знаеш што е офсайд, на FIFA гасев офсайд. Така, зашо ми ја прекинуваат игра? What are they doing? Ајде. Ајде, мон се да смириме ситуација, брат. Не, Не ми кради топки, бе, брат. не ја украде. Зашо е дебел. He's fat. Fat boy. Не. Те класичен премиер лига уингер муфти. Кире, дај некој кола да јаме, брат, нема FIFA, ја гледаат више никак. Преди да играм за ball position. Чекај, јас да си го уклучам мозокот малце стоп. Ацко ќе направиш тука една анимација како калкулирам, затоа што еве ти одма гол давам, као што го кажавте. Може, Ацко?
Инаку му ја Падна гол. пуштив, му ја пуштив за да не испадне лоша. Види го брат. дебелиот кола ќе го направи Лукаку ова, брате, мола. О, FIFA е врв. Охо. Браво, бе. Се опушти. Немаат моушен играчи, бе, брат. Пип. Ромелу Лукаку. Ба. Дебелиот го наљутив. The lead is now 2 as the game restarts. Stefan El Shaarawy. 4-1 заврши утакмица. Pellegrini now. Paulo I can see the future. I see a cab ride. Angelino. El Shaarawy. Не. The chance. Just needs the composure now. Ah! A nice smooth ends thanks to nice defending. Ти? Добро. Lukaku. Ти? Цап. Дај фал тука. Кона? Се збуна. Чекај некоја измена. Не. Нема измена. На. Нека умрат. Unhinged Киро. Леле, колку лоши корнери денес, бахто. Шта е ово, брате мој? Шта си урадио? Шта е ово? Paulo Dybala. Man's International. Offside. 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 Frustrating call. Секунда, стотинка порано. Може, брат, еве, што лев бек. Олиера. Доста ми даваш да го бадам, Ел Шарави, брат, што ти е? Ain't gonna happen. Ел Шарави кој беше бок порано ти теги? Па затоа и викам леле у Рома игра. Откачено. Lukaku. They need to be better on the ball than that. Фал. And that's a foul and a free kick. Чисто градење. Поштено. Пак ми дава Ел Шарави да го. Ама Суле не е за фрлање играчина. Ја морам Рахмани да го извадам зашто ми е на жута, некако само он као да ми игра одбрана во момент. Ќе си го добие црвениот. Why not? Having a try. Wow. Not all the way through. Штета. Goes for a goal kick. Ајде, идеме офанзивно. Билинг. Место Бонџорно. Бин чилинг. Been chilling. What's up, Beijing? What's up, Beijing? Pellegrini. Браво, бе, Ангиса. Да го споро па дава Еј, луѓе. во- Ај, бе, напред, бе, што прави джойстик? Dybala. Знаеш што? Време да направам некој reckless tackle. Пред не шутнав. Абе, мислам. дај добар пас, аман. Possession. Making decent progress here. Стомаци оркестр. Гладни момци. Stopped straight away. Леле Голманов. Уста, папа. David Не Perez. може. Крши му кичма. Ref allowing play to continue. Више кога губам барем да ти повредам некој. Now for a quick transition. Да не ми игра следно. Немој Давид, не реш добро дечко е, бе, брат. Црвен ќе ти даде. Армани дресови, леле, прешмекерски. Црвен. Бум. Ајде. Мислам дека е црвен. Манчини. Фала Богу. Ајде, Ското. Ова беше шут. Ништо. Мисля дека е вундеркинд до макс. Celik. Cristante. Вундеркинд, ама не на FIFA. бе. Не ме зезај дека ова од обид за црвен испадна вака. Ајде, хетрик Лукаку, заслужено, реално. Леле, Лукаку хетрик. Who would have thought? Браво, бе. Леле, Наполи се, топ. Ајде, 4 Лукаку. I'm feeling it. What a chance here. Абе, уживај си, брат. Што е он волте маде? Paulo Dybala.
О, јако. Eldor Shomorodov. Ајде, за крајенце. Оп. Одлично. Чекај да вака. 2-0 умеѓу седни. On camera. Не ги бива италијанци. Не ги пошташ. Не се шалам. Мене ми беше фан. Не заради резултатот. Мене ми Првата е беше криво дека не шутнав, мислам дека ние нешка. да видиме стац. Али добро, такмица се шалам. Ајде видиме. Ајде да видиме стац. Ајде видиме стац. Прошли пат утнавме, најинтересно е реално. Јас сум ме знаат. Од екипа ме зезаат сите. Виджа ќе види дека има поише XG од другиот, а изгубил 0-4 и се осеќа како да ја победил утакмицата. Леле, ти имаш 0 XG. Possession, брат. Па не шутнав ни еднашка, бе, брат. Ама Не ме секад имам зезај. possession, брат. Како бе possession те радува? Многу ме радува possession. Гледате, ова еве ти thumbnail. Еве ти thumbnail. Доминација. Чекај да изгасиме рекордингот, доста му е. Stop recording. Ќе не Браво, одиш. Виджа. Браво, Кико. Интересна епизода. Малце Покривме. бучкуруш, поминавме 3 кола во Премиер Лига, зборевме за претходното 13-то, моменталното 14-то и наредно 15-то. Поминавме фантази, исто Поминавме фантази, да. 3 кола, игравме фифица. Игравме и FIFA. Дај Боже, се надеваме дека до сабота утре добивате едно видео, у сабота добивате уште едно видео. Сега им правам притисок малце на тие позади камера. Се гледаме во Ако го наредната. гледате во овој формат, сте го добиле во сабота. Да, ако го видите ова, се е испаднало како што треба. Имаме и гости што ќе доаѓаат наваму натаму, уште не можам баш да ги најавам, немаме конкретни датуми, ама до нова година со уште 2-3 изгледа ќе се дружиме. Stay tuned. Stay tuned. Еј, што треба да направат? Like и subscribe. И share. Тоа се прави share? Па сигурно може да се направи, така да Like и share, subscribe. like, subscribe. Се гледаме во наредната, дечки. Чао, чао.